Кратки најави за денешните настани. По пауза од 6 години, денеска започна порибување на Охридското езеро со околу 1.000.000 единки пастрамка. Ова лето во Охридското езеро спасени 28 давеници. Од денес училишниот прибор поевтин за најмалку 15%. Семинаристи од 17 земји во Охрид ќе ги продолбочуваат своите проучувања за македонскиот јазик на 58-та летна школа. Започнува 37-та поетска ноќ во Велестово. За најавените содржини ќе ви информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и посвежо со максимална дневна температура 28 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, петок кон сабота, ќе преовладува претежно ведро и топло време со локална облачност. Утре во централна и североисточна Европа ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Поројни врнежи, пропратени со појава на невреме, се очекуваат во областа на Алпите. Во останатите предели претежно сончево и топло време. На Балканскиот полуостров утре ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди, локално со врнежи од дожд и грмотевици. Во крајните северни и источни предели претежно сончево со локална облачност. Минималните дневни температури ќе се движат во интервал од 31 до 37 степени. Во Македонија во сабота ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ветровито и потопло со дневни температури кои што ќе бидат по пораст и ќе бидат над повеќе годишниот просек за овој период од годината. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветар кој што ќе достигнува брзини до 35 км на час. Утринските температури во интервал од 10 до 20 степени, додека пак максималните дневни утре ќе достигнат од 28 до 38 степени. УВ индексот ќе има вредност 8. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност и топло, ќе дува до умерен североисточен ветар. Минималната температура од 16 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 32 степени. Во Охрид во недела ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 31 степен. Во понеделник умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд во попладневните часови. Локално со услови за појава на невреме. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Во вторник претежно сончево со појава на локална облачност и топло. Минималната температура од 17 степени, додека пак дневната ќе достигне до 29 степени. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менеджерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи.
Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Сервис за чистење на теписи, перална Бубамара Охрид. Професионално машинско перење на сите видови, теписи, кебиња, јамболи и органи, за беспрекорна чистота што остава впечаток. Тимот на Бубамара ќе ги подигне теписите од вашиот дом и за 2 дена ќе ги врати чисти и дезинфицирани како нови. Заедно се грижиме за чистотата на вашиот дом. Квалитет без компромис. Перална Бубамара Охрид. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. По пауза од 6 години денеска започна порибување на Охридското езеро со подмладок на охридска пастрмка. 620.000 единки пастрмка одгледани во Хидробиолошкиот завод и уште 200.000 единки од Институтот за сточарство од Скопје ќе бидат пуштени во езерото според договорот на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство со овие институции. Денеска во посета на Хидробиолошкиот завод беше ресорниот министер Цветан Трипуновски, кој учествуваше во порибувањето. Ова е уште еден показател дека после 6 години практично продолжуваме со порибување со она што значи нашето најголемо национално богатство, тоа охридската пастрмка. Согласно ветување кој што го дадов минатата година, веќе се склучени новите договори за порибување во 2026 година. Имаме зголемување на средствата по однос на програмата за рибарство и аквакултура и договорите се за идната година склучени со Хидробиолошкиот завод на 3,3 милиони денари, додека со Институтот за сточарство со 1,7 милиони денари. Вкупната количина, односно број на одгледани риби кои што треба да бидат изработени од Хидробиолошкиот завод се некаде 1.100.000 единки најмалку со просечна тежина од 3 грама, додека за Институтот за сточарство има обврска да одгледа
570.000 единки. Вкупно некаде ќе се пореби идната година со бројка од над 1.600.000 единки, што е сериозно зголемување во однос на оваа година. Меѓутоа, како министерство се враќаме на патеката да го одржуваме рибниот фонд во Охридското езеро, што е практично обврска на државата. Жалам што до сега тоа не се правило, меѓутоа еве ние покажуваме сериозен сенс да тоа продолжи во наредниот период. Ова лето во Охридското езеро биле спасени 28 давеници. Спасителите на вода имале над 700 интервенции од топлотни удари, водени шокови и колапси. 2 повозрасни лица го загубија животот, а по еден нуркач од Бугарија се уште се трага. Рекорден број спасени давеници во Охридското езеро, 28 лица, најголем број во средни години, но имало и деца. Најчеста причина за давење е преценување на пливачките способности. Спасителите имале над 700 интервенции на прва помош при повреди од скокови во вода, топлотни удари, водени шокови и колапси. 2 давеници биле пасивни давеници, значи во безсознание, и 26 интервенции на активни давеници кои што биле свесни, но не можеле да се изборат со водата. Повторно истиот апел ќе го упатиме до посетителите, до капачите да ги користат безбедните капалишта. Оваа сезона 2 повозрасни лица го загубија животот на плажа во вода, а по еден нуркач од Бугарија што нуркал на длабочина од 90 на метри над селото Трпеца се уште се трага. Се надевам дека со некоја пософистицирана опрема со помош од страна ќе може да се лоцира телото, иако е многу неблагодарно да се прогнозира и да се каже на кое место е, каде започнало нуркањето, знаеме, но дали струите, водените струи кои што се многу активни на таа длабочина, многу силни, не се знае каде е телото. Сезоната на капење се уште е во полнек. На плажите има голем број посетители. Законска обврска на концесионерите е да обезбедат безбедни капалишта. Семинаристи од универзитетските центри од 17 земји во Охрид ќе ги продлабочуваат своите проучувања за македонскиот јазик на 58-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Овој настан обединува лингвисти, книжевници и преведувачи, посветени на македонистиката и афирмација на македонскиот јазик, литература и култура во светот. 60 на македонисти и слависти од 17 држави се дел од 58-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Кирил и Методи, што започна денеска во Охрид. Овој настан е доказ за бесмисленоста на негирањето на македонскиот јазик, истакна председателката Гордана Силјановска-Давкова. Денеска ние сите ќе зборуваме македонски, ама и сите ќе не разбираат на македонски. Блаже Коневски велеше дека јазикот е татковината, а Бернард Шо, чувениот ирски драматург, вели дека се може да смените, само татковината не. Значи, во случајов со македонистиката, со македонскиот јазик, со македонскиот идентитет, се согласуваат или стануваат дел од нас многу филолози, лингвисти, македонисти. Ректорката на Универзитетот Кирил и Методи Билјана Ангелова рече дека македонскиот јазик е еден од 230 јазици на лингвистичката мапа на светот, признат од Организацијата на Обединетите нации, и оваа година славиме 80 години од кодификацијата на македонскиот стандарден јазик. Негирањето на македонскиот јазик е пред се проблем на оние кои го негираат. Македонскиот јазик постоел и ќе постои. Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје со целиот свој научен потенцијал бил и ќе биде поддршка на се она што е поврзано со македонскиот стандарден јазик. Со сите своји активности, како што нагласив и претходно, лекторатите, меѓународниот семинар, меѓународната научна конференција која што има традиција повеќе од 50 години, универзитетот јасно покажал дека стои и ќе стои за цело она што значи промоција на македонскиот јазик надвор од границите на нашата држава. За унапредување на лекторатите по македонски јазик, литература и култура при Универзитетот Кирил и Методи е потребна севкупна општествена поддршка, бидејќи тие се институции од национален и интернационален приоритет, истакна директорката на семинарот Кристина Николовска.
Им е потребна стратегија за развој и можам да искажам на вистина огромно задоволство што имаме поддршка за развој на лекторатите. Како што кажува и почитуваната ректорка, наскоро очекуваме и да се прошири таа мрежа на лекторати. Најголема потврда за македонскиот јазик е афирмација на македонистиката, домашна и странска, особено таа река од странски македонисти, од 7000 македонисти, е вистински прекрасен океан и една река која што постојано се шири и афирмира и ги носи основните постулати на Свети Климентовата и Свети Климентовата Охридска книжевна школа. Годинава Московскиот државен универзитет слави 50 години македонистика и предавање македонски јазик како главен предмет, потсети Ала Шешкен и вели дека лично го чувствува како неправда негирањето на македонскиот јазик. Мени ме боли однос инаку кон сите словенски народи и кон рускиот народ понекогаш има, кон македонскиот специјално. Навистина неправда. Неправда. Македонски јазик е убав, за мене е тако распејан и навистина македонци се били историски доста упорни да го сочуваат. Тако во секој случај заслужуваат почит. Секој народ треба да ја брани својата култура и своите великани, као Блаже Коневски, као Петар Андреевски, као Живко Чинго, да не добрајам. Олга Панкина студирала македонски јазик во 1975 година на Московскиот државен универзитет, каде дипломирала како македонист. Дипломската теза ја подготвила под менторство на академик Блаже Коневски. Македонскиот јазик се развива, мислам, прекрасно функционира. Ево да речеме, јас имам објавено, преведено, препеано на руски од македонски над 300 автори. Само македонски. И секаде, значи во моите преводи се пишува превод од македонски јазик. Имам во Русија многу високи награди и токму како популаризатор на македонската култура во Русија, а сепак пред се културата ја популаризирам преку јазикот. Семинаристи од универзитетските центри од Албанија, Англија, Бугарија, Италија, Полска, Народна република, Кина, Романија, Канада, Руската федерација, Соединетите американски држави, Словенија, Србија, Турција, Унгарија, Франција, Хрватска и Чешка во Охрид на извориштето на сесловенската писменост ќе можат да ги продлабочат своите познавања за македонскиот јазик, книжевност, традиција и култура. Од денес училишниот прибор поевтин за најмалку 15%. Трговците се должни покрај новата намалена цена на производите да ја објават и старата цена, која важела на 1 јуни 2025 година, која се зема како базична цена на која се утврдува намалувањето. Владата на последната седница донесе одлука и ги задолжи трговците да ги намалат цените на училишниот прибор, која ќе важи од денес 15 август до 15 септември 2025 година. Трговците на големо ќе го намалат училишниот материјал за најмалку 10%, додека во трговијата на мало за најмалку 15%. Исто така трговците се должни покрај новата намалена цена на производите да ја објават и старата цена која е важела на 1 јуни 2025 година, која се зема како базична цена на која се утврдува намалувањето. Потоа пред влезот во продажниот објект или на друго истакнато место во продавницата, треба да биде јасно и видливо истакнат плакат од најмалку А3 формат кој содржи надпис "Помалку трошоци, повеќе за тебе", кој е објавен на веб страницата на Министерството за економија и труд, како и надпис "Попуст на училишен прибор од најмалку 15%. Од владата апелираат да не се прават обиди за изигрување на одлуката, бидејќи државната пазарна инспекција ќе следи на терен дали истата се почитува. Во спротивно, ќе следуваат санкции. Поети, музичари и уметници од 6 држави ќе учествуваат на 37-та поетска ноќ во Велестово. Вечерва започнува 37-то издание на Поетска ноќ во Велестово. Годинава ќе настапат 16 поети, музичари и уметници од вкупно 6 држави – Ирска, Азербејџан, Хрватска, Романија, Бугарија и Македонија.
Манифестацијата ќе започне во 21 часот со поетскиот портрет на Андреа Аласади, едно од водечките имиња во македонската современа поезија. Потоа следува интернационалното поетско читање Имаго, на кое ќе настапат поетите од странство, а од 22 часот и 30 минути на тремот на црквата Успение на Пресвета Богородица во Велестово ќе биде отворена изложбата Непредвидливи соочувања на академскиот сликар Стефан Младеновски. Следните 2 дена ќе се одржат 2 книжевни промоции на стихозбирки од Мирослав Кирин од Хрватска и на Фарид Хусеин од Азербејџан, како и 2 интернационални поетски читања, едното на тремот на црквата Успение на Пресвета Богородица во Велестово и завршното поетско читање во недела на 17 август во кафе бар Шила во Охрид. Во програмата е предвиден и кус музички концерт на Игор Климовски на хармоника. Постерот за годинешното издание на фестивалот е посветен на пеперутките на Галичица со цел да се подигне свеста за нивната заштита. Автор на постерот е Андреј Павлов. Нова дигитална платформа за поврзување на МВР и службен весник за побрзо објавување на изгубени лични документи и вадење нови. Со цел зголемување на ефикасноста и брзата размена на податоци меѓу институциите, секторот за информатичка технологија при МВР изработи веб решение за размена на податоци за објавување на изгубени или украдени документи кои треба да бидат објавени во службен весник. Со ова решение размената на податоци помеѓу МВР и службен весник преминува на националната платформа за интероперабилност. Со овој унапреден начин на работа службен весник на дневно ниво автоматски ќе ги превзема пријавените изгубени или украдени документи со цел нивно објавување за неважечки. По нивното објавување, МВР на ист начин преку националната платформа автоматски ги превзема објавените неважечки документи од страна на службен весник и ги ажурира во интерниот систем со цел граѓаните побрзо да извадат нов документ. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатен викенд.